Здраво Македонија! И денеска започнуваме со едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска старо нови надпреварувачи ќе се борат за главната премија од 300 евра. Секако ќе треба да поминат преку две лицитации, за потоа нели да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Но да одиме со ред. Прво, да ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Сашо и Горде. Повелете. Горде, здраво. Сашо, здраво. Како сте? Добро. Расположени за игра, до сега ми земавте 400 евра севкупно, две емисии и во двете имаме финансиски учинок. Во првата 300 евра, во втората 100 евра. За денеска како се плановите? 300 евра. Пак 300. Не се не сомневам. Тоа е тоа. Така ќе идеме. 300, 100, 300, 100, 300. Така е планот. Ќе видиме. Ќе видиме, така е. Само да нема пенал рулет. Да, доста ви од пенали. Бога ми стварно секоја емисија до сега пеналчиња изигравте, така, да. Трилер емисија. Трилер. Мене ми е супер и на гледачите да ви кажам, право, фала ви. На нас не е многу. Ја да кажам и денеска се надевам на едни пеналчиња, ама не се знае. Да. Со Горди Сашо никој ще се знае. Ако сте подготвени, ако немаме што да додадеме, да не ви го губам времето повеќе. Повторно како домакини, знаете, ваша домакинската кабина, повелете. А тука во студиото подготвени се и нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи Стефан и Сашо. Повелете. Здраво. Сашо, здраво. Здраво. Стефан, здраво. Можете слободно тука понапред, така да си дојдете. Како сте? Добро. Супер. Прв пат по листа за 300. Да. Дали сме возбудени, трема нешто? Па, малце, како за прв пат, али се надам дека со текот на емисијата ќе исчезне трема. Точно така. Моментот кога ќе влезете веќе во кабината, кога ќе почнеме со игра, верувате дека се друго ќе заборавите. Ајде да ве запознаеме на кратко, Сашо. Значи, Сашо Павловски, доаѓам од Битола, виновник за моето присуство во емисијата е Кнупни Стефан. Кој, Така? Да, бараше Супер. некој кандидат да го придржва, па ете. Така, од Битола, значи денеска специјално до Скопје за во листа за 300. За листа 300. Браво, да, и браво што си го натрал, Стефан. Најлесната жртва си ја зедов. Така, да. Супер, а Стефан, ти да те запознаеме и тебе на кратко. Од Битола идам, си го викнав чичко ми, поддршка оти сум јас млад уште, не знам како ќе се снајдам, Така. ако викнев другот. Да, каза Ке сигурно. се снајдеш, колку години си средно? Сега 18. Сега 18, средно, да. Супер, значи завршуваме средно. Сега, после тоа факултет и така натаму, но да се задржиме сега на што сме дојдени тука, да не забегуваме многу. Рековме малце возбудени, мој совет е да се опуштите олабавите, не мислете на ништо друго, освен на темата која што ќе ви биде зададена. Уште еден мој совет е да разговарате гласно во кабината додека сте, вашите противници не може да ве слушнат, се со цел нели да не се збуните и некој погрешен одговор да не избрзаме да кажеме. Значи што се вика, тестирате се еден со друг, кажувајте го одговорот, другиот нека го слушне, што се вика дали се сложува, па потоа кажете го да не направиме некоја грешка. Тековно ќе се запознаваме, ќе видите дека не е ништо страшно. Многу ми е драго што ете, сте собрали храброст и време за да дојдете во листа за 300, па нека е со среќа. Почнувате како предизвикувачи, ваша е предизвикувачката кабина. Сашо и Горде, односно Сашо и Стефан се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно ќе ги провериме дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Стефан, Сашо, дали се слушаме? Да, се слушам. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, шушка, гласно е, тивко е, што и да е, веднаш да ми кажете, да ми посочите, за да го решим истиот проблем. И уште еднаш ќе повторам, ако нешто не ви е јасно, не мора да значи дека нешто не сте ме слушнале, не сте ме разбрале, од било која причина, ако нешто не е јасно или се двоумите дали било така кажано, да ме прашате. Договорено? Договорено. Е така. Со среќа уште еднаш. Сега ќе исклучиме и нивната кабина, да провериме кабината на домакините. Горде, Сашо, дали се слушаме? Да. Одлично, вас нема да ве нямам со никакви муабети, само ќе побарам дозвола дали може да стартуваме. Може, да. Одлично. Ете, драги гледачи, кабините се исправни, домакините дадоа зелено светло за старт. Па, да започнеме. А стандардно започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи.
зборови што завршуваат на буквата Б. Бараме зборови кои завршуваат на буквата Б како Белград и кои се содржат во македонскиот дигитален речник. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Уште едно морам да додадам за степенување на придавки во позитив, значи ако кажеме еве ако се бараат зборови кои што завршуваат на К и го кажевме зборот јак, потоа не можеме да ги играме појак најак. Значи играме само основата на зборот што се вели. Сашо и Горда, дали не е јасна темата? Завршуваат на Б, така? На Б завршуваат, да. Зборови што завршуваат на Б, немаме ограничување на колку букви и така натаму. Само не смеат нели лични географски имиња, имиња на компании и така натаму. Стефан и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање, првата лицитација, први започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Сашо и Стефан. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Стефан и Сашо кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 8. Започнуваме со 8. 9. 9. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 17. 17. 18. 18. Нека одговара. Да одговараат? Да. Ајде да видиме, мене ако ме пресуете, може би требаше уште малце да им накажеме похрабро во продолжение, ама ќе видиме. Никога се знае. Сашо и Горде, имаме 18 празни полиња, ни требаат 18 зборчиња кои што завршуваат на буквата Б. Како што рековме, се прифаќаат сите видови на зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, Од 3 букви предлози и нагоре. Па да, од 3 букви нагоре. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму. Кога ќе бидете подготвени, Може, Сашо? Баобаб. Баобаб. Така е, точен одговор. Боб за станки. Боб. Така е. Грб. Грб. Така е. Галеб. Галеб. Точно. Гулаб. Гулаб. Така е. Гроб. Гроб. Точно. Зглоб. Зглоб. Така е. Даб. Даб. Точно. Дроб. 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 Така е. Жлеб. Жлеб. Да. Точен одговор. Тромб. Тромб. Така е. Скроб. Скроб. Така е. Слаб. Слаб. Точен одговор. Столб. Столб. Точен одговор. Зоб. 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 Уште колку имаше? 2-3. Уште 3. Лоб. Лоб. Точен одговор. Роб. Роб. Предпоследен и... Така е? И ромб. Ромб.
Така е, Сашо и Горде, без некој поголем проблем, ги пополнивме овие 18 празни полиња со точни одговори, баравме зборови кои што завршуваат на буквата Б и ги добивме истите. Браво, честитки за првиот поен денеска, но не се опуштете премногу, имаме уште една лицитација. Стефан и Сашо, може би требаше малце похрабро, уште малце да надаваме, да имаме време, барем ако ништо друго, нели на грешка некоја да ги фатиме или пак времето да почне да ги гази, па тензија да почнам јас да им правам. Одлично, само малце похрабро во продолжение и тоа е тоа. Ништо не е готово, имам уште една лицитација, се може за миг да се промени. А сега, пред да продолжиме понатаму со второто надавање, да ги прочитам дел од оние зборчиња кои што завршуваат на буквата Б, кои што може да ги кажат нашите надпреварувачи, но нема потреба. Тука имаме автоклуб, аероклуб, потоа видеоклуб, генерал штаб, глоб, груп, потоа двогрб, ждереп, јастреб, ксенофоб, леп, потоа микроб, пап, погреб, трозап, хомофоб, штаб, штрп и така натаму и джеп. Го спомнавте, еве, да ви го прочитам и зборот джеп. А сега, драги гледачи, се селиме на второто надавање, односно втората лицитација. Сега ќе дознаеме дали Сашо и Горде повторно тука ќе ми се придружат на главната сцена по две одиграни лицитации, односно дали повторно ќе играат пенали за да ми се придружат тука на главната сцена. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: неевропски држави кои целосно се наоѓаат на северната хемисфера. Бараме имиња на признати неевропски држави кои територијално се наоѓаат на северната хемисфера, односно северно од екваторот. Значи, ги прифаќаме сите држави, освен државите кои целосно географски и припаѓаат на Европа. За да нема забуна, веднаш ќе ги исклучиме Русија, Турција и Израел. Знаеме дека поголемиот дел од овие три држави се наоѓа на азискиот континент, но сепак си ги рачунаме како европски, затоа ќе ги исклучиме, затоа што не ги бараме европските држави. Како појаснување, ги бараме сите оние држави кои ще се наоѓаат во северната хемисфера, односно горе кога го гледаме глобусот или картата, и таму се наоѓаат повеќе од 100 држави, можам слободно да ви кажам. Само 20 се наоѓаат во онаа јужна хемисфера, односно доле на глобусот кога гледаме. Сашо и Горде, дали не е јасна темата? Па не баш. Не баш. Како бре, не баш? Неевропски држави кои целосно припаѓаат на северната хемисфера. Просто едноставно. Добро. Да, така, ова другото само поише ве збуни. Барам имиња на признати неевропски држави кои територијално се наоѓаат на северната хемисфера, горе, односно северно од екваторот. Значи горе на север. Готово. Тоа е цела Азија. Така, добро. Стефан и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Во ред. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација, односно при второто надавање, први започнуваат да надаваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Стефан и Сашо. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на домакините. Стефан и Сашо, која е вашата понуда? 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. Има доста држави, ви кажав, за направете си сликата во глава, најдете некој начин како да почнете, нели, да ги броите истите. 7 е последната 10. понуда. 10. 10. Колку? 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 22. 22. 3. 23. 25. 25. 6. 26. 27. Едно повеќе, 27. 8. 28. 29. 29. Округло. Округло 30. Нека одговара. Да одговараат? Ајде да видиме.
Сега не можам да се пожалам дека имаме малце надавања, сепак 30 полиња се тука празни. Но сепак имаме и доста одговори кои што му се понудени. Бараме неевропски држави кои целосно се наоѓаат на северната хемисфера, нема повеќе да ве гнјавам за да не ви направам забуна, односно само ќе ви кажам дека во европски држави исто ги сметаме и Русија, Турција, Израел, што значи истите нема да се признаат како точни. А Сашо и Горде, сега кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Пакистан. Пакистан. Значи започнуваме со азискиот дел, така Пакистан, Афганистан. Афганистан. Точно. Индија. Индија. Точен одговор. Монголија. Монголија. Така е. Северна и Јужна Кореја. Добро, ќе одиме прво Северна Кореја. Да. Непал. Само момент. Мораме да одиме едно по друго. Добро, во ред. Така е, потоа Јужна Кореја рековме. Така е, потоа Непал. Непал. Точен одговор. Јапонија. Јапонија. Така е. Филипини. Филипини. Точен одговор. Камбоџа. Камбоџа. Така е. Виетнам. Виетнам. Точен одговор. Лаос. Лаос. Така е. Мјанмар. Мјанмар. Точен одговор. Шри Ланка. Шри Ланка. Точен одговор. Индонезија. Индонезија. Не. Таа е доле. Бараве држави кои целосно се наоѓаат во северната хемисфера, низ таа е доле, Индонезија поминува екваторот. Односно дел од незе се наоѓа и на јужната хемисфера. Абе, ова пенали ве намерно правите вака ви, готово, почувам да мислам дека стварно ова намерно ми го правите и ќе морам кафана да частам. Тоа е тоа. Шега на страна, Сашо и Горде, одиме на пенали, не ви е непознато ништо. Да. Многу пати, да не речам и двата пати до сега, пефе на пенали и направивме целосен пресврт после во резултатот, нели? Но тоа не го менува фактот дека Стефан и Сашо си го освоија и првиот поен во листа за 300. Очигледно, овој пат се исплатеше оваа стратегија, се покажа како успешна, но сега веќе немаме што се вика бегање, играме пенали. На пенали ќе одговараме на поредно, едните па другите, се додека некој не погреши. Сега ќе ве оставам да се сконцентрирате, да се договорите за вашата тактика, а јас да ги прочитам дел од оние неевропски држави кои целосно се наоѓаат во северната хемисфера. Тука ги имаме, ќе читам само дел. Ќе ви кажам еве бројка: Америка 25 има такви, тука се Антигва и Барбуда, Барбадос, Бахами, Белизе, Венецуела, Гватемала, Доминика, Доминиканска република, Ел Салвадор, Јамајка, САД и така натаму. Потоа Африка има 29 држави, меѓу кои Алжир, Бенин, брегот на слоновата коска, Гамбија, Гвинеа, Бисао, Јужен Судан, Камерун, Мавританија, Мали, Мароко, Нигер, Тунис, Централно-Африканска република, Чад и така натаму. Азија има 45 држави, меѓу кои Азербејџан, Бангладеш, Брунеј, Бутан, потоа Грузија, Кипар, Кина, Обединети арапски емирати, Саудиска Арабија, потоа Сирија и така натаму, и под кај океанија имаме Маршалски острови, Микронезија и Палау. Тоа се оние дел од оние држави кои што целосно се наоѓаат во северната хемисфера, а можам да ви кажам слободно дека беа повеќе од 140-50 во овој дел од планетата Земја. А сега, време е да се селиме на пеналите и да дознаеме кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса за парична награда. Да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи:
градови кои имаат НБА екипи. Бараме имиња на градови од Соединетите Американски држави или Канада кои во овој момент имаат екипи во кошаркарската НБА лига. Ако некој град има 2 екипи, можете да го кажете само еднаш. Значи ги бараме градовите кои што имаат НБА екипи, да не дојде до забуна, не ги бараме имињата на НБА тимовите, туку градовите кои што имаат НБА екипи. Саши Горда, дали не е јасна темата? Одлично, Стефан и Саша, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Кабините се вклучени во текот на целата игра, затоа бидете внимателни да не откриете некој од одговорите на вашите противници. А сега, Стефан и Сашо, да го слушаме и вашиот прв одговор. Лос Анџелес. Лос Анџелес. Од таму беа Лос Анџелес Лейкерс и Клиперс, така беа. Добре, памтам уште. Точен одговор. Чикаго. Чикаго. Познати по легендарните Чикаго Булс од на времето. За жало тогаш нема титула некој. Да. Нью Йорк. Нью Йорк. Никси. Ја ги памтам уште оние старине генерации. О, Јуинг го памтам на времето. Ле, кога беше тоа? Нью Йорк е точен одговор? Не. Атланта. Атланта. Така е. Торонто. Торонто, точен одговор? Далас. Далас. И Далас е точен одговор за Сашо и Горде. Сан Антонио. Сан Антонио. Валјда спар се уште, така? Да. За некои екипи не сум сигурен веќе точен одговор. Бостон. Бостон. Беа Селтикс, сега не знам. Иш не гледам сега НБА во последниве години. Мајами. Мајами. Точен одговор? Хјустон. Хјустон. Така е. Оклахома. Оклахома. Од жири викаат дека некој Оклахома Сити го викаат да не се фаќаме за такви зборчиња. Да. Да. Кај вас сум сега? Одиме понатака. Да. Минеаполис. Минеаполис. Ова беше тоа. Така е, точен одговор. Тука можеше грешка да настане, нели многу луѓе грешат, но така е. Денвер. Денвер. Така е, точен одговор. Сакраменто. Сакраменто. И Сакраменто е точен одговор. Се помалци градови има. Шарлот. Извини. Шарлот Хорнет. Шарлот. Така е. Вашингтон. Вашингтон. И станува интересно. Браво, си за едните и за другите. Така и Вашингтон е точен одговор. Морам да почнам да бројам, немаме многу време за размислување на Далас. пенали. Далас. Далас. Кажане Далас. Морам да почнам да бројам од 5. Мислете брзо. 5, 4, 3, 2, 1. Сан Антонио. Сан Антонио го кажавте, ќе морам да ги прашам сега вашите противници, зашто да видиме они дали имаат одговор. Океј. Доколку имаат, многу ќе ми биде жал. Јута од Солт Лейк Сити. Солт Лейк Сити, Јута. Така е, точен одговор и повторно Сашо и Горде на пенали се вадат и повторно како победници Стефан и Сашо, многу ми е криво.
Имаше да веќе почнавме да ги речи уште малце остана, сега имам проблеми кои да ги издвојам, тука се Кливленд мислев, ама не можев да купам време. да, Кливленд, така. И Орландо и Филаделфија. Да, Кливленд, Орландо, Филаделфија, Феникс исто не ги кажавме, Шарлот кажавме, Нью Орлеанс не ги кажавме, другите мислам дека сите ги поминавме. Да. Да, браво! Стефан и Сашо, прво учество во листа за 300, можеби не си одиме со победа, но можеме со високо подигната глава да излеземе од тука, бевте одлични надпреварувачи. Ве чекам повторно да дојдете, единствено нешто што фали е само искуството што го имаат вашите противници и го искористија во оваа ситуација. Се видиме во некоја следна прилика, браво за денешното учество и сега морам да ви кажам чао за жал. Благодарам. Сашо и Горде, одлично одиграно, нели секогаш може подобро, да ги нема пеналите кои што би рекла Горде, но повторно на пенали и повторно успеавте да излезете поуспешни и повторно ќе бидете оние луѓе кои што ги се надпреваруваат за парична награда трет пат во оваа сезона. Ние ги кажавме оние NBA екипи, сега да не ве замарам повторно да ги прекажувам, само ќе ги повикам Саши Горде да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Саши Горде ми се придружија повторно тука на главната сцена, трет пат во оваа низа на победи, така беше научета четврта. Извини, четврта, леле Марче. Ќотек, кажи, Ќотек Марко, толку ме паметот. Имавме до сега како земавме? 300, 100, 550 се вкупно до сега. Супер, денес имаме шанса повторно да земеме 300 евра. Дали ќе успееме? Ќе видиме. 250 нека бидат. Не може 250, на 200 е работата застанува затоа. На тука. Да. Иначе да беше 250 ќе немавме гај. Ај 200, ај. Вак има многу интересна тема, пред да ви ја кажам, на брзинка само да се подсетим, иако веќе знаете што се како се работите, 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за максималната парична награда да освоиме. За 3 точни одговори следува 50 евра, за 6 точни 100 евра, за 9 точни 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате со 300 евра, добро позната парична награда за вас. А сега, време да ви ја кажам темата, да не ве држам повеќе, а ниту вас, драги гледачи. Слушајте убаво, денес како тестираме нашето знаење на тема премиери на Обединетото кралство, односно Велика Британија и канцелари на Германија. Извор, сајтот на Енциклопедија Британика, каде се наведени сите британски премиери и германски канцелари. Ги бараме имињата на британските премиери и на германските канцелари после Втората светска војна. Можете да го кажете само презимето, но ако го кажете и името, мора двете да бидат точни. Германија и Англија. Така, за Германија и Англија, да. Убаво си кажа, ги бараме оние, нели, премиери или па канцелари после Втората светска војна. Пред овој индиецот на Англија. Овој Кир Стармер. Да. Ајде, Кир Стармер. Кир Стармер, актуелниот премиер на Велика Британија. Овој Германија. Џон Мејџерс. Тони Блер. Да, Тони Блер. И Маргарет. Стармер. И Маргарет. Да. Така е, точен одговор? Тони Блер. Тони Блер. И Маргарет Тачер. Сигурни три. Тони Блер, добро познати на нас на овие простори. Челичната Точен леди. одговор. Маргарет Тачер. Челичната леди. Маргарет Тачер. Маргарет Тачер. Така е, и 50 евра се повторно ваши. Што правиме за понатаму? Ајде понапад. Да. Кол. Кол. Хелмут. Хелмут Кол. Хелмут Кол. Така е, канцелар. Ангела Меркел. Ангела Меркел. Само да го запишеме, Хелмут Кол. Така, рековме Шолц. Ангела Меркел. Овој последниот, како се кажа? И Ангела Меркел е точен одговор и кој? Шолц. Шолц. Олаф Шолц. Да. Како се кажа овој последниот? Сега Олаф Шолц, шести точен одговор за Сашо и Горде. Честитки за освоените пари до сега. еден. Ама не, он беше на Обединетите нации, не. Вили Бранд. Вили Бранд, така.
Джон Мейджерс Мейджор, да? и Војновиот, како се вика? Мерт, како не. Мерт, да, Мерт. Пајте ги тројца, и доста. И фактички Винстон Черчил и после војната премиер, да. Тај, Черчил. Да. Черчил, ваќ би требало да може. Да, Винстон Черчил, покрај тоа што е премиер на Велика Британија за време на Втората светска војна, исто така станува премиер и по Втората светска војна, но не се прославува така како што во текот на војната, па после тоа е сменат. И Вили така Брант. натаму. Кој рековме? Вили Брант. Вили Бран И овој Мерт последниот. и Джон Мейджерс. Не, Мерт, тај. Не, Джон Мейджерс. Вили Брант, точен одговор. И кој? Джон Мейджерс. Џон Джон. Мейджор. Да. На Англија. Џон Мейджор. Да. Иначе, Вили Брант, само да им кажам на другите дека за германски канцелар станува германски, збор, да. така е. А Џон Мейджор станува збор за британски премиер и е девети точен одговор. 150 евра за вас. Ајде, доволно, да. Освен овој Мерт, другите, премногу треба да одолговлекуваме, доволно е. Доволно е. Доста добро, е. Абе, шампиони сте. Повторно 150 евра. Ама ако сакате, помислете си. Ај пробајте, ај да видиме зашто 50 евра. Не сакам после криво да ви биде. Да. Ај размислете, имаме доволно време за размислување, еве некои 5 Ја, минутки. мене не ми текна. Па не ни текнува индиецот, како се, знаеш, Индиецот. Ама не е само индиецот, има уште една покрај Маргарет Тачер. Раджив, како беше? Има уште една дама. Да, дали ви текнува за... Како се викаш индиецот, бра? нема како се Не, па добро А не ви поминам. текнува за еден исто од британскиве премиери што малце со Трамп го споредува во фризурата, ексцентричноста. Борис Џонсон. Така, ајде сега Борис мислете од таму Џонсон. бе од мене, уште две ви фалат сега. Борис Џонсон, Мер. овој Мерт, Не ми текнува. Тој како се вика индиецот. не беше тај. Како се викаш индиецот, бе? Се викаше Риши, ама како му е презимето, ајде сега. Риши се вика. Не, Не ти текнува. На Г. Не ми текнува на глумецот Арт Малик, не ми текнува нови, готово. од Германија, Ајде за германците размислете некој. најде Го кажавте добро, Мерцко што е актуелен. Герхард Шредер го нема тука. Е, па го нема. Герхард Шредер. Да, значи го нема понатаму. Да. Мерт и кој беше третиот? И Џонсон, Борис. Да, ајде. Ајде да одиме понатаму. Шредер сега ми текна мене. Шредер, Герхард Шредер. Да. Со најгерманското име. Да, со најгерманското име. Сега Да. ми текна да Да. може мене. Така е, Мерт со Герхард Шредер, седми, 10 точен одговор, потоа Мерт. Борис Џонсон. Борис Џонсон. Така е И точен Мерт одговор. овој. Сега по актуелниот. И актуелниот канцелар на Германија Фредерих Мерц. Да. За 200 евра. И си стоеше на Доволно. зборот горди Да. 200 евра. Доволно. Честитки. Толку е или одиме и понатаму Не, сега, не, може би да не да не ви текне уште некој. Не, доволно. Ако ќе ги Повеќе кажеш, од море ќе ни доволно. текне, ама. Да, па добро, сега и мене другиве не ми се толку честитки, уште еднаш да ви честитам и се гледаме во следното издание на листа за 300. Сега вака, тука го имаме кај британски премиери што не ги кажавме Гордон Браун. Ау, не, Гордон не. Браун. Да, чекај, не го кажав исто така и Девид Камерон. Не го Да, кажав? и тој сум го Да. да. Потоа Го чул. Едвард Хит, Ентони Иден, Клемент Да. Атли, Лиз Трус, беше само премиер 50 дена, потоа Риши Сунак. Супер. Тој да. Па Сунак. сакам да асоцирам некако, Сунак, ајде Сунак, викам да да. не биде, да. Тереза Меј, пробав да ви асоцирам уште едната дама, Тони Блер го кажаме, Харолд Вилсон, Малку Харолд беше, ама. Макмилан, Джеймс Калахан, а германски канцелари ги имаме Конрад Аденауер, Аденауер, да. Лудвиг Ерхард, Курт Кизингер, потоа Вили Бранд, Добро, Хелмут Аденауер Шмидт, е по Хелмут Коль, Втората Герхард светска Шредер војна. и така натаму, да. Аденауер е 50, негде пред 50. Да, одамна. Не, ја не го не знам. Не се Јас го пропаметен, знам, се ама не ми пропаметен. нема што да ми тегне. Честитки, Саши И од Горде. нас е постар. Да, и од... Што? Да.
Честитки, Саши Горде, одлични бевте и денеска. Со здраве да си ги трошите и овие освоени пари, а со ова ден, драги гледачи, го завршуваме денешното издание. Мислам дека си поминавте вие супер како што си поминав јас. Секако, во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на Листа за 300 за да видите тогаш што ќе направат Горде и Сашо. И никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!